Започна со часовникот на судниот ден, тема која испровоцира преку 300 светски карикатуристи да се јават на конкурсот кој по 9-ти пат го распише Домот на културата Тоша Арсов, а наградите отидоа во Турција, Иран и Украина. Наградените не стаса лично да им бидат врачени наградите, но преку социјалните мрежи го следеа фестивалот и преку своите дела комуницираа со публиката, која со задоволство ги наблюдуваше и двете изложби од конкурсот на светски познатиот карикатурист Дарко Дрљевиќ. Конкурс на карикатури што го распиша Домот на културата, кој придонесе светски познати карикатуристи да ги пратат своите дела на нашиот конкурс, кој испровоцира од преку 300 светски познати карикатуристи. Од прилика добивме некаде околу 500 карикатури од истите. Наградите, прво наградените отидоа прва награда кај Муса Гумуш од Турција, Олексеј Кустовски Украина втора награда и Амир Шухили од Иран трета награда. Штета што виничани слабо се одзва на првата интернационална вечер за хумор и сатира, музичко шоу со квалитетен избор на афоризми, презентираа Миле Ѓорѓиевски со неговите колеги Вито Долински, Љупчо Силјановски и Јана Атанасов Елинчо Стојминова. Вечерта беше кронисана и со ново печатано издание од 2000 афоризми од 20 непознати балкански сатиричари или со еден збор балканскиот крем во сатирата, сублимиран во едно издание трагачи по парадокси, како четврта книга од едицијата Балканска сатира во издание на фестивалот In Vinica Veritas, книга која деновиве беше промовирана во Белград и во Темишвар, Романија. Ова промоција ја почнуваме на In Vinica Veritas 2018. Иако ова книга нема бугарски пасош, ќе ја прошете Европа без никакви ограничувања. Може би немаме бугарски пасош за ова книга, но имаме тројца врвни бугарски сатиричари. Виничани дефинитивно се желни за театар. Сите представи максимално ја анимираа јавноста, гостуваа различни театри, а комедиите според оценките на публиката сите имаа своја тежина и убавина на свој начин. Виничани се дефинитивно желни за театар, што зборува и само до тоа што самите представи се беа распродадени. Ова ќе ни биде еден мал поттик заедно со новото раководство, со новата општинска власт, исто така и државна, да се потрудиме, ако ништо друго, да направиме еден мал регионален театар. Заедно со директорот на Домот на културата почнавме некоја постапка, тоа е за театар кој што ќе ги обслужува нашите граѓани и пред се нашите актери, бидејќи гледаме дека еден од или водителот кој што го најави фестивалот In Vinica Veritas, токму е актер кој што потекнува од нашата општина, меѓутоа имаме и други наши актери кои што достојно не представуваат пред широкиот аудиториум на театарските представи. И она што му даде посебен белег на овој фестивал е признанието за луѓето кои го основаа фестивалот пред 25 години и кои побараа да се возобнови дидот на смејата. Имам само една желба, овој циф да се повторно подигне, да се обнови, затоа што тоа беше во самото срце на фестивалот и кога некој од Виница, некој гостин ќе побене таму, ќе има некоја идеја што треба да порача, некоја духовита и не само духовита идеја, да го закачи своето лишче на тој циф. Се на се богата фестивалска програма од цели 6 денови, во која имаше и театарски работилници за најмалите со Теа Беговска, но и афтер парти дружење во локалните кафулиња во градот. Општина Виница и Домот на културата со овој настан заокружи уште еден значаен културен сегмент после Павловден и 74 години Слободна Виница, богата програма со која Виница слободно може да се рангира на врвот меѓу помалите општини.